Денеска ги доставивме картичките за зелена нафта за сите нови корисници од Струмичкиот регион, односно за сите нови кои за прв пат годинава ја користат оваа мерка. Оние кои ги оштетиле или изгубиле претходните картички, веќе од почетокот на следната недела, преку подрачните единици на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе се поделат и останатите нови картички во сите региони во државата. Воедно, оние кои веќе ги имаат картичките од лани, по автоматизам ќе им бидат надополнети и ќе можат да почнат со користење на истите, односно да точат евродизел за земјоделска механизација. Преку оваа мерка, во овој момент опфаќаме околу 51.000 земјоделци. Вкупната поддршка за ова изнесува 224 милиони денари. Ова се сериозни средства кои ги враќаме кај земјоделците токму во време кога имаат и најмногу активности на поле. Со оваа мерка, која што за прв пат ја воведе владата од минатата година, се придонесува за намалување на производствените трошоци, земјоделското производство е одржливо, а кај земјоделците остануваат повеќе пари. Со оваа мерка, во овој момент, се офатени близу 51.000 земјоделци, а во Струмичкиот регион офатени се скоро 5.000 земјоделци. Земјоделците кои имаат картички од лани, овие денови веќе им се дополнети и од понеделник од 10 часот можат на сите бензински пумпи на економскиот оператор АД МАК Петрол да почнат со точење на дизел гориво. Сите оние кои што по прв пат аплицирале оваа година за добивање на картички за зелена нафта, ќе можат исто така од понеделник во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ги подигаат своите картички и од истиот момент ќе можат да ги користат. Со воведување на зелената нафта, изголемувањето на поддршката од 30 ова година на 50% од трошоците потребни за обработка на нивните површини, владата исполнува дел од своите ветувања, односно веќе стигнавме до процент на поддршка од 50%.